вечер со топ тема на ваша страна уште еднаш одовде од студиото во Скопје со моите гости Бучковски и Милошевски, а во Брисел е мојот колега Боби Христов. Боби, што е најново? Последно беше дека имаше разговор Хан Заев, претходно со Туск. Меѓутоа, еве кои се најновите информации и што можеме да очекуваме во следните минути? Добро вечер и од мене и вечерва во живо од Брисел, малку од поинаква локација, неколку километри подалеку од Советот, од причина што се наоѓаме на местото каде што се одржува Кран Монтана форумот на тема пристапот на Југоисточна Европа кон Европската Унија или европските перспективи на регионот. Панел на кој обраќање имаше и македонскиот премиер Зоран Заев, кој за кратко ќе биде гостин и во вечерашното издание на топ тема. Но претходно само накратко последните новости. Советот на на самитот, значи лидерите на земјите членки на Европската Унија ги потврдија заклучоците од Луксембург. Тоа е формална процедура. Втората вест е дека еврокомесарот Јоханес Хан го исполни своето ветување и дека Европската комисија почнувајќи од вчера веќе почна да работи. Скринингот со Македонија ќе почне според моите информации некаде во јули, кога точно ќе ни каже премиерот Зоран Заев, кој е вечерва мој гостин. Господине Заев, добро вечер и добре дојдовте во топ тема на ваша страна. Меѓутоа, со друго прашање ќе почнам. Многу суперлативи слушаме денеска и овие денови овдека во Брисел за Македонија, за вашата влада. Меѓутоа, од она што го слушам, што доаѓа како реакција во Македонија и многуте критики кои што ги има таму, прашањето е дали одлуката од Луксембург потврдена денеска е чин за честитање или историски, како што го нарековте денеска на пресот со Туск вие или не? Добро, прво поздрав до гледачите на Телма, секако и да сите во Македонија. Мене ми е големо задоволство овде од Брисел, од срцето на Европската Унија, да ја отстранам таа конечна дилема и да им испратам порака и информација на граѓаните од Гевгилија, од Струмица, од Штип, од Куманово, од Скопје, од Тетово, од Кичево, од Охрид, Струга, Битола, Прилеп, сите. Добивме чист датум за почеток на преговорите и да нема повеќе дилеми. Дај да ги затвориме сите тие дебати. Втората половина на јули, тоа е буквално од утре, го почнуваме скринингот и тоа во Скопје, во Македонија, со посета на комесарот Хан. Тоа е само по себе доказ дека почнуваат сите процедури за преговорачкиот процес. Јас верувам дека навремено Македонија ќе ги изоди сите овие чекори. Јас сум среќен со датумот, нашето очекување, реков, е комплетно и целосно, заради тоа што свесни сме како Србија добила 9 месеци, не знам, Црна Гора 7 месеци, некои земји губиле по 2 години во делот на добивањето и одлуката за датумот на преговорите и самиот почеток на преговорите, знаејќи дека Европскиот парламент има избори, односно Европа има избори за Европски парламент во месец мај, тоа е сосема доволно фер време Македонија да се подготви комплетно за во јуни месец 2019 да го отвори првото поглавје. Премиерот би рекол дека има 3 предизвика. Двата се европски, еден е поврзан со името. Ќе почнам прво со европските предизвици. Првото е скринингот, кој што рековте почнува во јули, и второто е дека за реформите повеќе нема простување. Ќе има меѓуизвештај во септември, а секоја грешка може да биде казнета. Спремни сте за сето тоа како администрација пред се и како држава, дали сме подготвени, не само како влада? Добро, еве прво само да го напоменам тоа што значи паралела од тој така наречен non-paper до сегашниот извештај. Вистината веќе е целосно потврдена и објавена. Секако Македонија е подготвена. Сето тоа што го правиме со реформите во Македонија, во правосудството, во медиумската сфера, во јавната администрација, во безбедноста на државата и безбедносните реформи е целосно координирано со Европската делегација и Европската комисија овде во Брисел и ние така ќе продолжиме. Транспарентни бевме, што е прва фаза од реформи во правосудството, транспарентни ќе бидеме и во втората и во третата фаза. Најмногу на Македонија и требат брзи реформи за да почувствуваат граѓаните, но секако тоа мора да го правиме во координација со Европската комисија. Јас сум убеден дека ова силна мотивација која е испратена према Македонија не обврзува сите, не само владата, не само шефовите на институциите, граѓаните.
ги обврзува вработените во институциите, ги обврзува, не знам, медиумските работници, ги обврзува судиите, обвинителите, ги обврзува јавната администрација, прво почнувајќи од мене, па понатаму сите надолу по вертикалата на јавната администрација, безбедносните служби и од МВР, но и од одбраната, да ги завршиме работите експлицитно, експедитивно и граѓаните да кажат да ги чувствуваме ефектите од реформите. Гледам не ве напиште ентузијазмот и енергијата, но го има третиот предуслов кој што го спомнав. Сето ова не важи ако имаме референдумско не. Над 48% од македонските граѓани според последните анкети рекоа никаква промена на уставното име, тешко бреме, тешка битка, како ќе се справите? Јас ги очекувам и наредните анкети, идната недела веќе треба да се појават првите податоци. Кога го чувствувате тоа во душата, а го чувствувате и тоа и како искрено и силно, она што значи чувство кај граѓаните и конечна можност да се изјаснат за вака важно. Да, премиерено, и се извинувам, но коментарите кои што доминираат се дека дадовте се, го добивте името, а се уште еве има дилеми околу датумот, Македонија не доби ништо. Македонија доби се што очекуваше и тоа го доби на најпосакуван начин. Мене ми е драго покрај внатрешната дебата дали да продолжи проширувањето или не. Сепак едногласно на крајот застанаа земјите членки, уште од вторникот со одлуката на Советот на министри, денеска е тоа потврдено со Европскиот совет, лидерите на Европската унија, не само премиерите, туку и лидерите на Европската комисија кои што работат заедно со нив. Ние добивме кристално чист датум. Скринингот почнува не од септември, не од 2019, почнува сега од јули. Околу 20 јули очекуваме комесарот Хан со неговата екипа, ќе ги потврдиме точно датумите кога ќе ги осогласиме, но во втората половина на јули тие почнуваат скрининг процес во Македонија. Во периодот што предстои пред нас, продолжуваат и сите други подготовки. Јас сум убеден дека тоа целото е мотивација за граѓаните. Ова е одговорност не само на Заев, ова е одговорност на секој граѓанин. Наша стратешка цел потврдена преку 75%. Европската унија и НАТО. Тоа што ќе треба да го докажеме на дело. Секако можеби Македонија има и други излезни можности или се, но едно знаеме. Со кандидатскиот статус на Македонија добивме шанса за датум на преговори. Сега го имаме датумот за преговори. За неколку дена јас очекувам да имам покана за НАТО. Ние ги исполнуваме нашите стратешки цели кои што ни се поставени од самостојноста на Македонија. Тоа значи отворен автопат пред Македонија. Се сега зависи од нас самите дома и верувам дека за пример ќе им докажеме на сите они овде во Европа, овде во Брисел, кои што веруваат во граѓаните на Република Македонија, дека навистина веруваме во европските вредности, не само за да докажеме пред Европа и европските граѓани, односно граѓаните на Европската унија, туку за да ги подобриме условите на живот во Република Македонија. Јас ветив живот ќе има во Македонија. Премиере, и пред граѓаните на Македонија и во Брисел, вие фрлате премногу се преголем кредибилитет на, би рекол, политичка коцка, имате многу предизвици за решавање и пред се главниот предизвик да ја убедите јавноста да застане зад ова што го говорите. Како? Толку многу верувам во нашите граѓани дека ова ќе биде исчекор со кој што сите ќе се гордееме, ме ставија во позиција да бидам храбар и оптимист. Јас сум веројатно првиот оптимист. Некои луѓе коментираа зошто е толку голем оптимизмот. Знаете, имаше дури и негодувања за фраканци 30-та членка на НАТО. Значи, ние денеска очекуваме да биде објавено нешто кое што е вековна аспирација, односно еве децениска аспирација. Од тој аспект јас сум убеден. Значи, не е само оптимизмот кој што го негувам, јас сум убеден. Затоа што нема друга опција Македонија. Македонија треба, мора и сака да биде членка на НАТО. Македонија треба и мора да има успешен преговарачки процес, за час поскоро година порано бидеме полноправна членка на Европската унија. Јас сум убеден и верувам многу во граѓаните на Република Македонија дека ќе бидат исто така големи оптимисти и луѓе што веруваат, граѓани на Македонија, дека овие две наши цели кои што се исправени се достижни, заради ако не друго да им обезбедиме на децата наши, на генерациите кои што доаѓаат после нас да имат добра перспектива и добра иднина.
Имате полна агенда лобирања и понатаму и на овој форум, и моето последно прашање од тука ќе има време во Скопје да ги дебатираме сите дилеми. Што очекувате утре од средбата со генералниот секретар на НАТО Столтенберг, бидејќи се очекува неформално и тука да се искристализира враќувањето на таа покана за почеток на преговори или членство и процесите кои што ќе следат во контекст на НАТО? Прво, драго ми е, може трет пат ќе спомнам во оваа изјава, што дебатата очекувана во Македонија веќе ја затвараме. Имаме кристално чист датум за преговори и нема дилеми. Скрининг процес почнува во јули. Не го кажува само Заев тоа го потврди комесарот Хан, кој што е задолжен за скрининг процесот. Денеска комплетно заедно рамо до рамо со мене претседателот на Европскиот совет господинот Туск исто така го потврди за граѓаните на Република Македонија. Во Македонија треба да работиме. Сега, не само заради референдумот, паралелно треба да работиме и на скринингот, на продолжување на реформите, и тоа пред се заради дома, а после тоа и заради нашите стратешки цели. Утре рано наутро имам состанок со генералниот секретар на НАТО господинот Столтенберг. Јас очекувам да биде потврдено тоа кое што конечно секако ќе биде одлучено на 11 и 12. Секој пат сме биле транспарентни и утре веднаш ќе информираме. Тоа што го чекавме 2008 во Букуреш, ние треба да го добиеме 11 и 12 јули овде во Брисел на НАТО самитот кој што ќе се одржи, а тоа е добивање покана за полноправно членство во НАТО, кое што продолжува со 3-месечен скрининг период и после тоа е покана за пристапување кон ратификација на протоколот од земјите членки на НАТО алијансата. Тоа е тоа што впрочем го очекувавме сите овие 3 децении, да кажем, од самостојноста на Македонија, или 27 години од кога сме независна земја, и ако не е тоа вредно за мотивација на граѓаните, не знам што е вредно. Господине Заев, ви благодарам за гостувањето во топ тема на ваша страна. Се надева, бевте еднаш на таунхол дебата, ќе организираме уште едно соочување со граѓаните кои што имаат и натаму многу прашања до вас. Со задоволство преку вас да ги информираме граѓаните. Ви благодарам уште еднаш. Жане, тоа беше премиерот Зоран Заев. Јас имав едно прашање, ама добро, веќе замина, дали има тим да ги спроведе сите овие работи што ги кажа, зашто неодамна кажа дека нема тим за да ги направи овие работи кои се потребни до 2019 година. Тоа беше на една телевизија пред само неколку дена, затоа што клучните прашања, а нема антикорупцијска комисија се уште, а борба против корупција, имавме сомнежи во поставувањето на Советот на јавни обвинители и слично, меѓутоа премиери имаме прашање од дали има тим? Имаме прашање од студио дека само пред неколку дена изјавивте дека имаме проблем со некои институции, еве како на пример едно од клучните барања е борбата против корупцијата, ние немаме антикорупцијска комисија и ред други. Се уште немаме прецизна информација до каде се преговарачките тимови, на пример. Мора да имаме функционални институции. Во моментот, за жал, по еден закон, еве во најава и во втор закон, не функционален парламент имаме. А зборуваме за полноправно членство во Европската унија и НАТО. Тоа е предизвик на сите фактори кои што носат одговорност, без разлика дали се власт или опозиција, да засукат ракавите и да носат одлуки во Македонија. Европа пружи раци. Заслужили сме за тоа сите. Реков, тоа е резултат на работење сите овие 27 години. Еве дочекав јас веројатно да ја водам владата кога се случуваат овие работи. Антикорупцијска го чекаме новиот закон, ама се надевам ќе го убрзаме заради тоа што работат експерти платени од државата, да брзо заврши и конечно да имаме експертски поставена антикорупцијска комисија која што ќе биде будното око. Пред се врз власта, а после преку сите други во делот на борбата против корупцијата, криминалот во државата и слично. Парламентот овие денови очекуваме веќе да бира за антимонополска комисија кандидатите, да ги воспоставиме и другите check and balances и контролни механизми, за да можеме да го исполниме тој дел на контролните механизми кои што се неопходни. Ќе и донесеме и втората фаза на судските реформи. И тука ќе има голема транспарентност, ќе има независност потврдена на правосудството. Но
зависи од секој поединец. Зависи буквално од секој судија, од секој обвинител, па дури од секој службеник како стручен соработник во правосудството, ако сакаме да успееме во правосудството. Зависи од секој вработен во јавната администрација. Ова е заедничка определба и ова е заедничка обврска на сите. Како што зависи од нови директор на ОТА, кој што мора да го избереме ден поскоро за да профункционира. Така да сега зависи од нас од Македонија. Нема повеќе што да се жалиме, никој повеќе не блокира. Еве Европа со консензус е за нас. Јас уште еднаш благодарам на двата наши соседи кои што се бореа, а тоа е Бугарија и Грција, и сега верувам дека ќе испорачаме ние како граѓани заради тоа што искрено веруваме сите. Се е снимено, ќе ве држиме за збор, како што се вели. Уште еднаш ви благодарам. Поздрав до гледачите. Жане, мораме, знам дека има навистина многу прашања, меѓутоа мораме да го ослободиме во оваа прилика премиерот Зоран Заев, затоа што го очекуваат и други средби. Значи, она што е епилогот од денешните средби, кои што беа она кратка со Доналд Туск и имаше средба на ниво на делегации со еврокомесарот Јоханес Хан, е дека почнува скринингот. Сега, од она што се мои познавања од следење на процесите во Европската комисија, токму со тој скрининг кој што има некакво политичко значење, почнуваат и големите маки на македонските институции, бидејќи кога Брисел доаѓа да претресува, тогаш тресе се. Ке се дознае и што чини, и што не чини, и колкав е капацитетот на македонската влада да го испорача сето тоа што премиерот предмалку го вети, односно веќе од утре, доколку Македонија ги нема веќе спремни преговарачките тимови, ние наместо чекор напред ќе бидеме чекор назад. Жане? Да, благодарам Боби, знам дека има уште многу работи затоа што самитот и генерално самиот самит не го обработивме, меѓутоа доколку има можност ќе те вклучиме повторно. Благодарам за ова јавување, интервјуто со Заев, а ние остануваме во студиото на Топ тема на ваша страна. Еве, го слушнавме премиерот, овде се моите гости, поранишниот премиер Владо Бучковски, поранишниот министар за надворешни работи Антонио Милошовски. Многу беше оптимистички настроен, еуфоричен, дури морам да кажам, Заев. Го прашавме неколку прашања во однос како конкретно сето тоа ќе се направи, и кога на крај ги слушав и сите оние работи што не се направи, треба се направат, не знам колку оптимизмот треба да остане, меѓутоа сепак како го оценуваат ова, затоа што повторно ќе го од почеток прашањето е успех или дебакал. Има различно толкување на тоа дека датумот на преговори ќе го добиеме во 2019, од друга страна еве добивме уверување дека скринингот почнува од утре и тоа е веќе тоа. За мене ова што се случува денеска со потврдата на шефовите на држави и на влади, значи едно: отварање на вратите на ЕУ. Дали можеше подобро? Според мене Македонија заслужи подобро. Но во овие околности, кога другата варијанта беше заради противењето на Франција, Холандија и Данска воопшто да не стане збор за проширувањето, бидејќи таму има турбуленции во пресред на изборите за Европарламент во 2019, повторно ние извлекуваме максимум, и ова што говори премиерот, повеќе мотивацијски говор, тој влезе веќе во кампањата и добре веројатно за кампањата за да успе референдумот, пред да се има уште многу предизвици. За жал Македонија во овие 28 години од кога стана независна беше многу често колатерална штета. Имаше многу подобри моменти кога беше чист патот кон Европската унија, на моменти послан со рози, сега е послан со трња. И ние реално ќе треба до 2019 да бидеме свесни дека ова чудо што се направи со постигнувањето на Преспанскиот договор ќе треба да се реализира. Туку има неколку етапи од кои е условено сето друго. Но ние имаме искуство со Европската комисија. Пржинскиот договор всушност почива на скринингот под наводници кој го правеше еден тим од искусни експерти предводен од Прибе. Друго е во текот на емисијата ќе говориме колку тоа во дадениот момент заради битката да дојдеме до договор со Грција, кој ќе ни даде шанса да покажеме што можеме и на овие полиња. Затоа што реално, ако немавме договор со Грција,
ќе отидеше Албанија пред нас. Тоа е мојот заклучок. Ние сега говориме што ќе биде од јули или што ќе биде за една година, заради тоа што имаме сега многу подобра стартна позиција. Милошовски, овие најави на Заев и добра е забелешката дека тој веќе влегува и во кампања, можеби за референдумот и овој оптимизам што го дели е реален оптимизам, ако од друга страна и самиот вели дека не се уште направени реформите во судството, се уште и тимови на ВМРО, ДПМН, на СДСМ разговараа во однос на законите реформски во областа. Јас го потсетив дека не постои антикорупцијска комисија и не знам кој орган всушност директно се бори против корупцијата во оваа држава, затоа што се помалку тоа го прави и обвинителството за организиран криминал, за борба против организиран криминал. И не постои, например, и многу работи и измени во јавната администрација, се уште на работа не се рамковните вработувања, да речеме. Значи, со сето тоа, колку овој оптимизам е оправдан? Добро, јас би почнал од самиот заклучок на Советот на министри на Европската Унија. Кога не би следал странски медиуми, германски, холандски, англиски и други, јас може би поверувал во тоа што го говореше премиерот Заев. Но гледам дека тој лаже. Може би за неговите потреби политички или за референдумот. Но изјавата на холандскиот министр за надворешни работи, за холандскиот вестник Телеграф, после средбата на Советот на ЕУ министри, е следна. Холандија го блокира одлучувањето за датум за Албанија и Македонија. И тоа беше намера на Холандија и пред да почне состанокот. Значи, ние имаме од учесник на самиот самит, од холандскиот министер Штеф Блок, изјава во која што тој тврди дека тие го блокирале носењето на одлука за датум за преговори за Македонија и Албанија. Тоа значи дека Македонија не добила одлука за датум за преговори. Одлуките за датум за преговори се вакви. Ова е одлуката за Србија, ова е одлуката за Црна Гора. И во нив пишува точен датум. И нема одлука за датум во која го нема зборот Negotiations Framework. И каде што пишува without delay, без одложување рамка за преговори. И се кажува најдоцна до тогаш и тогаш. Тоа што значи ова скенирање на состојбата на поглавијата што се нотирани заедно со датумот за преговори најавено од Хан и од премиерот дека во јули ќе почне. Хан има работа, на Хан ова му е обврска, на Хан ова му е ресор да го води и нормално да го представува на еден подобар начин отколку тоа што е. Но ова значи дека Македонија има добиено условна препорака. Бидејќи ако ги прочитате условите, во оваа условна препорака, на крајот пишува: прво, спроведување на договорот со Грција, значи смена на устав, уставно име, лични документи и се друго. Второ, борба со корупција, владење на право администрација. Трето, повторна препорака од Европската комисија. И четврто, повторно одобрување и одлука од Советот на министри. Зошто би имало повторно навраќање на Советот на ЕУ на одлуката, доколку ние имаме одлука? Македонија нема одлука за датум за преговори и ова што го кажува господинот Заев е ширење на лажна вест. Може би политички не му е потребно, бидејќи нема поголеми плати, нема поврат на ДДВ, нема многу ветување и тој сака да ги убеди граѓаните да веруваат дека го имаме тоа што го немаме. Но во овој момент денес, јуни 2018 година, Македонија нема датум за преговори, ниту одлука за тоа. За тоа најдобро може да даде одговор францускиот претседател Макрон. Јас, за разлика од Милошовски, мислам дека погрешно ја представува фактичката состојба. Нема да тврдам дека тој сега лажно презентира една вест, мислам дека погрешно е толкова. Ако земете друг учесник на средбите, тој е министерот за надворешни работи на Луксембург, Азелбор, не треба да читате холандски вестници, читајте дал интервју за Мија. Кажува дека вештината негова, за волја на вистината треба да знаете дека Азелбор исто така многу помогна во 2005 година, кога го добивавме кандидатскиот статус. Тој од 2004 е министер за надворешни работи. И во интервјуто кој може секој да го прочита. Вели, наместо стандардната формулација одлучи да отвори преговори, се обидовме заради противењето на трите држави. Сите кажаа кој се противи. Мене ме радува што имаме двајца силни сојузници што до сега ги немавме. Тоа треба да го констатираме како факт.
министрот за дворешни работи на Грција, Коцијас, заедно со министерка за дворешни работи на Бугарија, Екатерина Захариева, бидејќи тама не е нашиот Димитров, се бореа како да се наши министри за дворешни работи. Тој е голем бенефит. Второ, очигледно е дека мнозинството, тамо се носат одлуките со консензус. 25 држави беа подготвени на Македонија да ја дадат датум за преговори. Заради противењето на овие 3 држави, но и заради се тоа што го направивме ние во последните 3 недели, се случи да имаме компромисно решение. Јас сега го преведувам што е компромисно, што е предложен, што е прифатен. Се согласува, значи, Советот на министри да одговори позитивно на препораката која даде комисијата. Значи, овде веќе кога сме децилни користиме формулација, овде се носат одлуки, не се даваат препораки. Значи, да се одговори позитивно. Во јули ние, ако скринингот покаже, а јас сум убеден дека ќе покаже, јас ви тврдам одговорно, бидејќи ги следам состојбите во Црна Гора и во Србија. Ние да тргнеме сега, ќе искористиме она можност што се дава. Имаме реални можности да ги стигнеме до 2025-та. Но, ако овде го промениме менталитетот, ова, Антонио, не е дневна политика. Ова треба да го сработи заеднички и СДСМ, и ВМРО, ДПМН и сите други. На ова не се добиваат избори. На оваа тема може само да изгуби државата. Јас го ценам вашето искуство. Вие сте еден од најценетите од моја страна, представници на ВМРО ДПМН, кои исклучително добро ги познава работите. И знаете дека во дипломатијата имате вештина на можното. Во овој момент Република Македонија не можеше да добие чист датум за преговори. Но, бидејќи ги користите двете други држави, подготвувајќи се за оваа емисија, Антонио. Но само ви кажувам дека... Да, добро, само бидејќи е дебата... За дебатата околу скринингот. Значи, Црна Гора е ставена на брза трака. Нема никакви проблеми. Добива датум за преговори на 29 јуни, веќе на 30 јуни почнува скринингот, незавршен скринингот, до крајот на годината во 2012 почнуваат меѓувладината конференција, ги отварат преговорите. Србија во 2013 добија датум за преговори, скринингот трае неверојатно долго, 18 месеци. На првата меѓувладина конференција на 21.2014 донесуваат одлука за прекид на преговорите заради проблемите што ги има со Косово. Од друга страна, тие што требаше да бидат наши партнери, Хрватска, на добиен датум за преговори заради компликациите со сработката со Хашкиот трибунал, исто така го пролонгира почетокот на преговорите, додека него приведоа генералот Анте Готовина. Значи, ова не е невообичаено. Значи, овдека нема готови рецепти и да речеме вака требаше да биде. Македонија е уникатен случај. Македонија беше пред сите и кога се отвори приказната која по различните југословенски држави може да биде Вашата теза е дека со оглед на тоа што не е добиен, сепак скринингот нешто значи. Обратен е процесот. Ако Србија добила датум, а потоа траел подолго скринингот или пак Црна Гора тоа го направи во 2012, меѓутоа сепак периодот на скринингот. Нема губење време за мене. Ке нас е обратен процес и дали се служувате со тоа? Проблемот е што нешто се толкува поинаку. Нема што се толкува, се е напишано. Проблемот е зошто еден премиер не го каже тоа што е. Значи, вие сам кажавте, Србија доби одлука за почеток на преговори. Црна Гора во 2012 одлука за почеток на преговори од страна на Советот. Сега Советот донесе заклучок, условена препорака и во јуни следната година можност да се донесе одлука. Повторно одлучување на Советот. Советот не дава препораки. Јас мислам дека се согласувам. Не, Советот носи одлуки. Ова беше заклучок. Условен заклучок. И да ви кажам, кој го политизира ова? Го политизира тој кој што нема други резултати, како што е господинот Заев. Имаме 0% раст во економијата, нема ни едно ветување исполнето, имаме понатамошно партизирање на судството, имаме висок член на СДСМ кој што ја води агенцијата за администрација, а треба да правиме реформи во администрација и тој нема друг избор. Заев нема друг избор освен ова да го представи како најдобрата можна одлука за нас. Но тоа не е така. Јас немам проблем во неговиот обид да го представува како политички поен. Но граѓаните денес се многу посвесни и пообразовани и позрели, барем тие што сме работеле во вакви институции, имаме некој искуство институционално, дипломатско. Советот не донесе одлука
за датум за преговори за Македонија. Донесе заклучоци кои што содржат условена препорака на која што ќе се наврати Советот на Европската унија во јуни следната година. Само да прочитам, Советот ја нагласи, значи критична потреба да се продолжи со конкретен напредок околу итните реформски приоритети да даде понатамошни опипливи резултати во борбата против корупцијата, одржување и продолбочување на реформскиот импулс и ја повика комисијата да ги следи горе наведените реформи. Тоа стоеше во одлуката на Советот да подсета. Меѓутоа, Антонио, нели сметате дека и самиот скрининг и почетокот на скринингот нешто значи, затоа што нема да се губи време и да се чека до 2019 ние да работиме без никаква контрола, туку веднаш ќе се пристапи кон мониторирање на фактичката состојба, за да се види воопшто дали имаме ние капацитет и можност до 2019 да мрднеме од оваа точка која вие ја забележувате. Македонија има препорака од Европската комисија од 2009 дека е подготвена да почне преговори и мислам дека скринингот за Европската комисија нема да биде тешка задача. Тие на толку многу пати не почнати преговори, како што и денес е случај и утре ќе биде случај, до сега во овие години имаат направено многу добри анализи за тоа кои се капацитетите на државата. Добри, Бучковски кажа прибе и сето тоа е еден вид на скрининг што го направија. И тоа ќе биде земено во предвид. Но тоа што сакам да го кажам е дека скринингот е техничка работа, најголемата техничка работа која што Европската комисија може самостојно да го направи без да има експлицитна одлука од Советот на Европската унија. Тоа може Европската комисија автономно или со мала согласност да го направи. Но Европската комисија не смее да отпочне преговори со земја кандидат додека Советот на ЕУ не одлучи за тоа експлицитно. Затоа го става зборот endorsement, одобрување од страна на Советот, можно во следната година. Но она што јас сметам дека треба да го направиме. Гледам дека господинот Заев смета дека реформи се прават за 6 месеци. Не, реформи не се прават за 6 месеци. Тој смета дека сега одговорноста е и на опозицијата и на власта. Тоа требаше да го смета и пред една година. Кога го предупредувавме дека ставање на директор, член на извршниот одбор на СДСМ, за директор на Агенцијата за администрација е против законито. Не е само против мојата волја, не е важно која е мојата волја. Дека се коси со законот кој што го гласало собранието. Како сега ќе го смениме директорот затоа што е висок функционер или бил во моментот? Да, има многу отворени прашања околу сите ова, меѓутоа Бучковски вашата теза е дека не можете вие кога ќе бидете во цајтнот тогаш да кажете нас сега ни треба опозицијата и ова мора да го сработиме заедно. Вие нагласивте дека ова прашање не е прашање кое навистина само владата треба да го реши и доколку на Македонија е навистина стратешки потребна и е нормално членството во Европската унија и се стреми опозицијата кон тоа, треба заедно да ги направат реформите. Постојат закони за кои што не може да немат двотретинско мнозинство и затоа преговарате помеѓу себе за судските реформи како партии, како политички партии. Значи неможно е да се направи поместување доколку нема консензус. Вака како што изгледаат сега работите, не ветува многу. Мислите дека не ветува многу ќе завршиме работата? Значи само да го потсетам Милошовски вас на дебатата со очувањето на лидерот на опозицијата со премиерот, Мицкоски се фалеше дека заради креативните решенија на ВМРО ДПМН во двотретинските закони имаме решенија кои ќе ни го донесат, кои ќе не донесат препораката од комисијата. И за војна на вистината помогна опозицијата. Но опозицијата треба во континуитет да биде свеста за напорите кои треба да ги дава, да критикува. Тоа е улогата, но треба да погледнеме големата слика. Ние не можеме да одиме напред ако не сватиме дека во овие моменти 12 месеци ќе летнат. Нас не летнат 12 години. Ние сега секоја чест на анализата која прави сега Милошовски, 12 години Антонио летна заради погрешните политики на ВМРО ДПМН. Добро, ВМРО ДПМН, најмалку и вие, имате право сега да говорите дека заради едно кадровско решение сме дошле до ова дереже. Не е така. Значи, објективно, ако сакате да помогнете, ќе направите објективна анализа. И ќе речете, ова можеше и подобро, но околностите беа вакви, што требаше оној нон-пейпер кој вие го покажувавте посериозно да се разгледува, тој што мислеше дека може да ни прогледаат низ прсти само со решавањето на проблемот со името, не бил во право. Но од друга страна, не треба да не се поздрави ова што го прави
комесарот Хан, што го прави Могерини, имаме искрени пријатели кои сакаат во рамките на својот мандат да ни помогнат и ќе ни помогнат. Значи, од сега до крајот на мандатот ќе сака успешно Хан да го заврши својот мандат и ќе направи се скринингот во Македонија да го прави побрзо од другите држави, затоа што за волја на вистината и едната и другата држава кои се пред нас, да ве потсетам, ние кога добивме кандидатски статус, Црна Гора не беше независна држава. Во мај 2006-та станала независна држава. Но кога тама не се подобри работите меѓу власта и опозицијата, тама не владее правото, тамо администрацијата не е европска. Но ако има и политичка воја, како што сега има од Европската комисија, пак има и после изборите од Европската унија. Значи, овој престиж меѓу французите и германците ќе трае 6 месеци. Ние затоа ви велам, кога беше чист патот, кога беа сојузници во други комбинации, да речеме Оланд и Меркел, не го искористивме. Дојде сега новиот можен лидер на Европа, тој е Макрон, ја начека Меркел на низиниот 4-ти мандат, го нема новиот Блер и сега е битката дали конечно на ниво на Европскиот парламент ќе се јави трета сила кој владењето на демохристијаните во Европа ќе го направи да не биде толку комотно. Ако може кратко за големата слика само, ова што го спомна професорот. Ако одиме на големата слика, за нас таа не станува поповолна. Бидејќи, ние слушнавме сега има задоволство дека Грција и Бугарија активно го поддржуваат, ја поддржуваат Македонија да отпочне преговори и тоа е добро. Но големата слика, да ги имате од другата страна, Франција, Холандија и Данска, кои ви се противат, не мора заради Македонија сама по себе, може би заради други околности. Тоа не е поповолно од она што било пред неколку години. Ако ја земеме големата слика, треба да ни биде јасно. Ќе ги употребам зборовите на министерот Димитров и на вице-премиерот Бујар Османи, дадени овде, во топ тема во Телма телевизија, кој што кажа: брзаме со договорот со Грција, времето ни е поважно од квалитетот на договорот, парафразирам, затоа што мораме оваа година да добиеме одлука за датум, бидејќи 2019 година според нив, како високи владени функционери, е промаршена година во која што Европа, заради евроизборите, ќе се занимава самата со себе. Прво ќе имаме од март до мај ќе имаме кампања, никој нема да збори за проширување, не е популарно ни во Данска, ни во Италија, ни во Франција, ни во Германија. Потоа ќе имаме Европарламент кој што не знаеме каков ќе биде, ние не знаеме дали ќе биде Вајгел во Европарламентот како поддржувач на тие политики или побројни ќе бидат популистите кои што имаат други намери. Потоа ќе имаме неколку месеци преговори помеѓу Германија, Данска, Франција, Италија, кој место ќе го добие во Европската комисија и кој ќе биде следниот хан. Може би ќе биде некој добронамерен и наклонет кон проширување. Но ако го предложи сегашната италијанска влада, која што апсолутно е против проширувањето, тогаш какви ќе бидат неговите политики? И потоа ќе имаме неколку месеци расправа за буџетот за следните приоритети на Европската комисија. Во 2019 година, дај Боже да грешам, но јас сум скептик дека Европската унија ќе донесе одважни одлуки за проширување. Од друга страна, Хани сам нагласува дека би сакал да го заврши овој процес и како што рековте, тоа му е работа на Хани, затоа ги нагласи овие скенирање на состојбите. Овие дилеми кои ги отвара Лупеска Милошовски се дилеми со кои ние во овие 12 месеци ќе треба внимателно да ги следиме, но преокупацијата треба да биде домашната задача. Инаку за волја на вистината, кога Европската комисија на 6 февруари ова година ја промовираше стратегијата за Западен Балкан, каде што прв пат даде и некоја временска рамка, даде рамка дека Србија и Црна Гора можат да станат членки најрано во 2025. Аналитичарите кои од различни извори праве анализија што со другите 4 држави, забележаа тогаш, бидејќи тоа е февруари, не се знаеше каков ќе биде развојот на настаните со нашите преговори со Грција, говореа дека Македонија и Албанија може најрано да ги почнат преговорите во 2019. Сега ја што да дадаме една забелешка околу менаџирањето на очекувањата. Значи јас никогаш не слушнав децидно од владините представници дека датумот за преговори ќе биде веднаш. Но ако не прецизирате дека очекуваме датум за преговори во 2019, оставате ваков простор, наместо да се израдуваме на овој успех според мене, ние влегуваме сега овде во една дебата
каде што троши многу енергија. Наместо меѓу власта и опозицијата да се гради доверба и секој да биде свесен за својата позиција, ние реално ќе изгубиме време. Но верувам дека ова што ќе се случи на НАТО самитот ќе заокружи позитивната слика, бидејќи за волја на вистината тамо решавањето на проблемот за името треба да не стави во позиција да ја добиеме поканата. И тоа беше јасно. А овде бевме свести, па сите калкулиравме. 5 до 7 години се преговорите, па имаше во едно време замор од проширувањето, се случи реално околноста да дојде мигратскиот бран и да сватат колку се битни надворешните граници на Европската унија, каде што се наоѓа Македонија, па да се свртат повторно кон Западниот Балкан. Инаку ние бевме ова дилема за која говори Милошовски, таа се уште трае на високо европско дипломатско ниво. И јас тоа исто така во секоја прилика би го потенцирал. Значи ќе немаме Хан кој ќе почнеме преговорите најверојатно. Ќе немаме Могерини. Могерини изгуби, нема да биде комесар. Не знаеме каков ќе биде распоредот на силите. Не знаеме дали во меѓувреме ќе дојде, еве вечерва, ако се договорија за Македонија да ја користат оваа формулација, се согласува да одговори позитивно, имаат сериозни проблеми околу мигрантите. Не може да се договорат. Прв пат ја слушаме на вашите вести, Меркел вели, можеме да направиме значително мнозинство по овие кои не сакаат за мигрантите. Значи, има за оваа година многу работи кои нема да зависат од нас, тоа ми е поентата. Но ние треба да се согласиме што е она што е приоритет. Затоа што јас се согласувам со Милошовски дека од 2009 велат дека сме подготвени да почнеме преговори, предпристапни. И дека проблем беше само Грција. Сега, значи, на било која држава јас ви тврдам, и овие што се поновите, па и дел од оние кои се членки на Европската унија, на овој принципа кој им бараат, затоа што оваа стратегија која промовира владењето на правото ги има ставено на прво место. И овие кои имаат отворено, да речеме Црна Гора, има отворено 30 од 35 поглавја, 2019 е клучна за да види докаде се со владење на правото. Значи ние реално за 9-10 години тапкаме во место со реформите во делот на правосудството, владењето на правото и на јавната администрација. Меѓутоа, затоа пак Дали тоа, вие прашавте, можеме да направиме за 12 месеци? Тоа е тоа е за мене клучно, затоа што не се некаде ни формирани некои тела, не се ни формирани контролни механизми. Што го спомна професорот, би го искористил. Ова е добра дебата кај што јас не можам да зборам, тоа ми се допаѓа. Има фактори за следната посебна година кои што не зависат од нас. Не знаеме што ќе одлучи следната година Советот на Европската унија, не знаеме која ќе биде комисијата и Европската конвенција. Но да ви кажам кој е проблемот, структурниот, методолошкиот проблем во она што го прифаќаме. Ако се задржиме на тоа што ние треба да направиме, бидејќи вие цело време зборувате за околностите. Тие не викаат вака. Сепак и ние нешто треба да направиме. Владата се согласила дека ќе го смени уставот, ќе го смени името, ќе го имплементира тоа и многу други работи. Ќе се направи тоа и замислете после сменет устав, сменето име, понижено достоинство и многу други работи, ние да тропнеме на вратата на ЕУ, на Советот на Европската унија и да речат, извинете, може да го смените името уште еднаш и уште два пати, но ние немаме обврска кон вас да ви определиме датум за преговори. Советот не ги постави тие услови туку. Во меѓувреме само заборави да додадеш, ако се така заврши, јас очекувам така да заврши, Македонија членка на НАТО, Хан денеска вели, јас ќе се заминам, но преговорите ги водат институциите. Значи, ние немавме предходно Антонио никаков проблеми со Оли Рен, и тој беше посветен, помагаше. Немавме и со неговиот наследник, со Чехот, кој доаѓаше овде, помагаше. Веројатно ти се работеше со него, со Филе, со Штефан Филе, исто така беше пријател на Македонија. А на крајот на денот, и кога ќе заврши мандатот на Хан, дел од околностите кои не зависат од нас, се согласувам со тебе, можат повторно да бидат одлучувачки. И од сега треба да се знае дека ако се заврши како што треба, во јули ќе го добиеме датумот официјално, кога ќе биде формирана рамката за преговорите, кога ќе биде првата меѓувладина конференција. Очекуваме тоа да биде реално до крајот на 2019. Скринингот ќе покаже кои од поглавјата ќе треба први да ги отворат. Отварањето на поглавјата е една алатка кој досега ти во парламентот и јас кој бев оние 5 години и ти сега како пратеник
Нема законско решение каде што нема еден на првата страна дали усогласен со европското законодавство. Не е проблем кај нас во хармонизацијата на законодавството. И тоа веројатно ќе го констатира и скринингот. Ние имаме проблем во капацитетот на дел од институциите кои треба да ги имплементираат законите. Ако се бориме против корупцијата, антикорупцијската комисија по дефиниција, ја слушав вчера и министерката за правда, велики и преземени европските искуства, антикорупцијската комисија по дефиниција треба да ги гони за корупција актуелните функционери. Не како што имавме од 2006 до 2018 да се занимава со предходните. Со предходните ќе се занимава обвинителството, други институции, но градејќи го тој систем на одговорност, исклучително ќе биде битна улогата на опозицијата. Сега сте вие во опозиција, до крајот на преговорите ќе дојде до промена на власта или нема да дојде до промена на власта, тоа ќе зависи пред се од вас како ќе се поставите за овие клучни прашања. Моја проценка е дека во ВМРО ДПМН оваа дебата како што сега се води, дали бил или не бил ова позитивен исход, како да почне и тамо кампањата за референдумот. И мене тоа ми е драго, но тоа биде искрено, да се влезе во референдумот едната и другата страна со аргументи зошто граѓаните треба да го поддржат или да не го поддржат решението за спогодбата со Грција околу нашето име. Професоре, јас мислам дека за референдумот односот на ВМРО ДПМН ќе биде толку искрен колку што беше вашиот однос во 2004 година за референдумот за територијална организација. Немаше баби и жаби. Не, тоа е принципиелен однос. Те сметам за сериозен политичар. Новата територијална организација за која тврдевте дека ќе се федерализира Македонија, да го споредуваш со влезот на Македонија во Европската унија и во НАТО. Нема влез. Тука нема влез. Зошто? Како нема влез? Никој не ни гарантира влез во ЕУ. Каква гаранција имаме ние дека ќе влеземе во ЕУ? Да продолжиме со вашата политика, која беше гаранцијата? Каде ќе влезев на Антонија? Јас ќе ви кажам. Каде ќе влезев на Антонија? Каде ќе влезете? Само дозволете. Вие во 2004 година имавте едно интервју, мислам дека беше за Вечер или за не знам кој медиум, каде што кажавте дека неуспешен референдум за територијалната организација ќе биде голем скок кон ЕУ, на Македонија кон ЕУ. И каде е тој скок? Помина референдумот, беше неуспешен. Каде беше нашиот скок? 2005 добивме кандидатски статус. Грција го поддржа тогаш нашето барање, затоа што ја почитувавме времената спогодба. Чиме враќаш затоа што и помладите порасна многу генерации со пропагандата која водевте. А тие сега се полнолетни ќе гласа. Не треба да има пропаганда да се нема друга алтернатива. Милошовски. Точно е. Но зошто под обландата на ЕУ мене да ми се продава неуставен договор со Грција? Зошто јас морам да гласам за така? Пак до уставниот договор со Грција, а зборевме за територијалната организација. Не, принципот на референдум. Вие рековте тогаш некои прашања не заслужуваат одговор. Зошто ова прашање денес би заслужувало мој одговор? Па се сеќаш како беше прашањето? Се сеќаш како беше прашањето? Да се изјаснат за или против. Се сеќаш како беше прашањето? Прашањето беше како што го формулира собранието. Како да предлагачот. Па добро, и предлагачот собранието го утврди. Значи, дали да се вратиме претходно состојба со новата територијална организација? По аналогија се треба да види такво референдумското прашање, па да треба да се изјаснувате дали сте вие за да се вратиме во претходната состојба и да нема договор со Грција. Милошовски навистина е нејасно каков став има ВМРО ДПМН кон референдум. Јас ќе го кажам мојот личен став. Затоа што имам впечаток дека има доволно време да се го изгради ставот во моментот кога ќе се донесе одлука. Да, за вакво битно прашање навистина е чудно што нема да став. Одлуката на партијата ќе зависи од тоа дали премиерот, кој што често ги менува ставовите, дали владеачкото мнозинство, кој што исто така често ги менува ставовите, ќе останат на зборот дека ќе има задолжителен референдум. И тоа ќе влијае на одлуката на ВМРО ДПМН како ќе се постави. Јас се кажувам прашањето за референдумот се знае дека ќе има референдум. Тоа е барање и ваше. Има референдум во програмата и ни тие го прифатија. Има задолжителен и консултативен референдум и има голема разлика. Дека пред минатата недела тврдија дека референдумот е референдум. Не. Референдумот е јас сум таков правник, професорот уште повеќе. Ако имате задолжителен референдум, резултатот е задолжителен за сите понатаму. Меѓутоа консултативен не може да биде, затоа што консултативен се одвива пред да се донесе договорот и ратификацијата. А сега веќе се знае дека јас мислам дека со прашањето на консултативен и задолжителен манипулираат и двете политички партии и многу така наречени или вистински експерти. Премиерот Заев кажа дека ќе биде задолжителен референдум и ние ќе чекаме да видиме дали ќе остане на тоа ветување.
И според тоа ќе изградиме позицијата. Но ако мене ме прашате, договор, ако гласаме сега, ако се изјаснуваме за договорот со Грција, подпишан во Преспа, кој што е неуставен, не можам јас, не гледам потреба да излезам на референдум за да легализирам, да легитимирам таков договор. Значи вие го сметате за неуставен. Сметам дека договорот е неуставен и тоа го потврди председателот Иванов, кој што исто така е професор на правниот факултет. Па добро, сега вие сте таму колеги, знаете повеќе. Резерва имам професор на правниот факултет, но на политички науки, кој во овие работи околу референдумот, бидејќи вие постојано од моментот кога почнавме да говориме дека ќе мора да се реши разликата околу нашето уставно име со Грција, инсистиравте да има референдум. Од 2005 година. Од 2005. Кампањата 2011 го прекрши тогаш председателот на СДСМ Црвенковски во изборната програма, прифаќа и СДСМ да има референдумско изјаснување. Никој пат политичките партии кои се согласија за референдумот не седнаа како ние двајцата да се разберат што беше идејата на ВМРО-ДПМН, што е идејата на СДСМ. Значи, кога го слушам јас Заев кога вели задолжителен, значи не зависи тоа од Заев, од мене или од тебе, пишува во уставот кој е задолжителен. Ако влегуваме во сојуз, ако минуваме граници, задолжителноста на резултатите е она што ни треба. Јас како човек кој, бидејќи гледам дека нема дилема околу тоа, дека нема време да се менува законот за референдум, иако нема логика, председателот заради она фамозна 2004 кога исто така бевте исправени пред дилемата, искустиот Стојан Нандов ве повикуваше во вториот изборен круг да го бойкотирате вториот изборен круг, каде што беше известно дека ќе победи Црвенковски. Вие излегавте и дојдовме до исполнување на цензусот, затоа што овдека Лупевска проблемот е околу цензусот, не околу јасно изразената волја на мнозинството, според мене, да гласат за компромисот како предуслов за влез во ЕУ и во НАТО. Многу зависи како ќе биде прашањето поставено. Второ, многу зависи од ВМРО-ДПМН што сака. Дали ќе излезе, ќе бойкотира или ќе... Како вие што велите, вие мене ми кажавте, јас ве сватив. Вие имате тактиката лично, како што сме имале ние за територијалната организација. Тоа значи дека за вас тоа прашање нема да предизвика интерес да гласате. Не заслужува одговор. Посебно кога е антиуставен договор. Зошто тоа е антиуставен? Кој ви каже дека е антиуставен? Кој ви каже? Со закон договорот е ратификуван од владеачкото мнозинство во собрание. Добро. И во договорот стои клаузула дека треба да се смени уставот. Ми се молам, професорот, вие најдобро знаете дека не може со 65 или 6 гласа вие да наложите законска обврска за уставот кој што е двотретински. Ја дава рамката, па како го менувавме уставот, Охридскиот рамкови договор. Значи, јас и ти можеме да разговараме не со овие децата што се сега во парламентот. Правете паралела како го сменивме уставот, Охридскиот рамкови договор. Беше противуставен? Оваа логика? Да. Гласавте сите и тогаш бевте против. Стигна до 100 гласа. Значи, не е работата ВМРО-ДПМН под притисок на меѓународната заедница да гласа за нешто што не е убеден. Вие кажете ми која е другата алтернатива. Јас така би го поставил прашањето. Кој е за ЕУ и за НАТО, а кој е против? Значи, вие што ја терате кампањата. Не. Оваа кампања суптилно изгледа да сум, мислев дека си ти прозападен политичар. Јас сум таму сум се образувал и таму сум живеел. Образованието многумина се образувале на запад, па гледаме се овде како... Добро, јас морам да ве прекинам пауза за реклами. Добро, само реченица и мора да пуштиме реклами и да се вратиме на европските приоритети. Нечесна кампањата дека ако некој има забелешки на грчко-македонскиот договор, дека е против НАТО и против ЕУ. Не. Јас сум за НАТО. Против референдумот е против ЕУ и НАТО. Јас сум за НАТО од секогаш. Но сум против договорот. Кажете го ставот. Јас сум против антиуставниот договор подпишан во Преспа. Кажете го. Да, тоа е неговиот став. Пауза за реклами, продолжуваме со дебатата која малце излезе од рамките во однос на овие скрининзи, што не очекува во однос на прашањето кон и патот кон Европската Унија, меѓутоа се враќаме за кратко во студиото. Се враќаме во завршница на оваа дебата. Бучковски, имавме малце време да го прочешламе и делот на референдумот и она што значи исто така услов.
Македонија се најде во многу околности. Глобалната слика што ја кажувавте за односите во Европската унија, наметнувањето на Макрон. Од друга страна, референдумот што престои, прашањето дали ќе го затвориме воопшто ова што го почнавме процесот на промената на името, и третото и она што тие го ставија нели официјално е реформата. И ние повторно имаме многу околности кои влијаат на тоа дали во 2019 нешто ќе ни се случи позитивно или не. Што сметате дека за нас е клучно да направиме за или прва од околностите да ги земеме? Макрон не може да го смениме, тој понатаму ќе се наметнува. Името можеме да го смениме на референдум и таа задача можеме да ја исполниме. Меѓутоа, прашање повторно на политичка волја, колку и со тоа нас Европската Унија ќе ни даде зелено светло, а пак ако направам паралела со Црна Гора, тие беа во многу полоша состојба со организираниот криминал и корупцијата, тоа на многу високо ниво, па ги почна и преговорите, и поглавијата, и стигна до таму кај што се. Значи, ние досега имавме неколку пропуштени шанси и подобар распоред на силите. Во дадените околности ние не можеме да влијаеме на тоа што ќе се случува во Брисел. Но јас верувам дека она што е наша задача треба да се направи како што треба. Првиот вистински тест, и тоа е дилемата, не ќе разрешиме јас и Милошевски. Што би било кога референдумот би успеал, дали би гласале пратениците на ВМРО-ДПМН? Веројатно да. Втората варијанта, а што ако на референдумот излезат 750.000 гласачи, 700.000 од нив гласаат, што е како да се избрани 90 пратеници во парламентот? Дали тогаш би гласале? Се потребни за да излезат. Да. Значи, ВМРО-ДПМН, јас постојано тврдев и тука сум доследен, треба да биде дел од решението. Како ќе успеат лидерите на политичките партии, ќе направат ли атмосфера во нашата држава, тој е предизвик пред кој е исправена сега Република Македонија. Второ, јас не се плашам дека ова ќе го направиме успешно. Имаме партизирана администрација, но имаме и врвни професионалци кои на неколку пати досега се докажале. Слични беа дилемите и за прашалникот 2003-та, 2004-та ќе не биде, знаат ли, не знаат. Имаме ние професионалци, но треба промена на свеста. Да речеме, го слушам сега, Антонио вели партизација на правосудството. Па правосудството, за жал, пропадна варијантата со која влезе Заев во кампањата за генерален избор. Да, тој сакаше сите да ги смени суди. Не сите. Имаше таков обид во Србија, поинаку вединг системот е во Албанија. Остана статуство кај нас состојбата. Кај нас не е проблем да ги смениш законите, проблемот е во главата на дел од судиите, кои понатаму се обидуваат не да судат по словото на законот во основа на докази и аргументи, туку има една тенденција на додворување. Претходно тие што најмногу се додворуваа и беа маши на претходната власт, се обидуваат со истите методи да прават штета. Сега е време кога реално секоја одлука, и јас очекувам дека тамо во делот на организиран криминална корупција ќе има список на работи кои треба да се завршат, како што имаше Хрватска, како што посредно имаше и Србија, како што имаше претходно, ако сакате, и Бугарија и Романија. Значи, негативното искуство под овие 2-3 држави што ги споменав, кои се последни примени, реално направи еден сериозен судир во самата Европска унија. Но јас верувам дека се свесни дека во Западниот Балкан овие 4 држави им требаат, затоа што коментиравме сега. Вели нашиот голем пријател и поддржувач Бојко Борисов, пак испадна себична Европа. И говори дека беше некоректна кон Македонија, ние сме како магнет некако. Се залепи сега пак Албанија за нас, како претходно што се лепи Албанија и Хрватска за НАТО. Ние го слушам денеска Пендаровски, реално. За НАТО ќе станеме шампиони. 20 направивме годишни национални циклуси за членство, каде што се покажува дека сме безпрекорно подготвени, но политичката волја досега таму ја немавме ради спорот со името. Затоа мислам дека тоа позитивно ќе влие сериозно на референдумското изјаснување, тоа што би требало да добиеме покана за НАТО. И потоа ќе зависи, велам, од времето кое престанува. 2 месеци ќе тераме кампања,
еден месец во јули да дојде, ќе помине со летните одмори. Меѓутоа додека заврши референдумот, уставни реформи, почнуваат претседателски избори, немаме многу време. Овие 12 месеци ефективно има 6-7 каде што треба максимално се сработи. Меѓутоа Милошевски, вашата партија е исправена пред историска одлука. Дали во историјата ќе бидете партија која се сложила да излезе на референдум да даде позитивен или негативен одговор, или пак да влие индиректно тој да не успее, па да ве обвинат дека сте партија која ги кочи процесите, или пак ќе влезете целосно во процесите. Нотирајќи ги забелешките како што вечерва ги нотирате. Онаму каде што не функционира владата на СДСМ. За да утре, ако не сакате да падне Македонија, може би владата на СДСМ заради еден политички договор со Грција, кој што ја не би сакала сега да го дискутирам, ама пак имате отворено поле да ги критикувате за тоа што пак не знаат да го сработат за да влезат во Европската унија. Значи два пата се тука кои би ги одбрали вие. За ВМРО ДПМН, како што очекува професор Бучковски да биде дел од решението и вие кажавте дел од процесите, вие мора пред да стигнете до последната етапа на можното решение, да ја поканите опозицијата уште на почетокот да биде дел од процесите и дел од решението. Ние имавме неколку обиди и во Комисијата за надворешна политика и како политичка партија, па еве да кажеме и председателот Иванов како институција која што има одреден свој кредибилитет, да биде дел, да знае повеќе за тоа што се разговара и какви обврски се превземаат во однос на Атина. Како може јас сега да ги одобрам обврските кои што Зоран Заев и Никола Димитров ги превземале кон Грција, а не ме консултирале во моментот кога за тоа имале намера? Никој од нас па и не знае што ќе се случува во наредните 5 години. Не. Кои тимови ќе се одберат за промена на историските факти. Значи многу недоумици пред кои ние граѓаните сме исправени. И тоа е уште поголем проблем. Значи, и вие не можете да очекувате да ја ставите опозицијата пред свршен чин и да им кажете сега, ако гласате против ова решение, вие сте против ЕУ, што е лага. Ако не излезете, вие сте против НАТО, или ако излезете, ако гласате за, вие сте дел од процесот и вие сте големи херои. Вие, ако опозицијата знаете дека ви треба, а ќе ви треба ако сте дали обврска за некои двотретински закони или уставни измени, вие паметен политичар и прагматичен, од самиот почеток и пристапува на опозицијата. Меѓутоа нема назад, сега одиме напред. Прашањето дали ќе се инаетите и ќе се лутите? Не е прашање на инает. Или пак ќе учествувате на некаков начин критички. Мислам значи имате многу можности сега да делувате. Јас во моментов, она што го гледам од две институции кои што имаат многу голем легитимитет граѓански. Тоа е владата, има голем легитимитет со мнозинството на граѓани, на партеници кои што стојат зад неа, и председателот Иванов кој што исто така има голем легитимитет кој што го гласале 540.000 граѓани. Двете институции нудат две опции. Едната вика, договорот со Атина е многу добар и треба да се прифати. Другата институција, председателот на државата, вика договорот е неуставен. Во моментов, позицијата на председателот Иванов дека овој договор е неуставен, мене ми е поблиска. Ваша лична, не партиска. Моја лична. Само ако може една реплика за крај. За да ве убедам дека треба на принципиелна основа да се носат решенијата. Бевте 5 години министер за надворешни работи. Да. Не се сеќавам, јас тогаш бев пратеник, да ги имавме сериозни дебати за тоа дека ќе одите да разговарате вие или ваши посредници, што слушнавме во телефонските разговори, вие сте во Сараево, па ви се јавува премиерот, на третата страна е Сашо Мијалков и се договараат дали да биде Северна пред Република или да биде никогаш за таква комбинација со таа одредница дали никогаш. Дали ќе биде битката да биде Република Горна Македонија или Горна Република Македонија? Дали да биде Северна Република Македонија или никогаш разделување на целината Република Македонија. Значи може секоја друга комбинација, но разделување на веќе стекнатото право и во референцата го имаме како стекнато право Република да стои до Македонија. Република е државно уредување, Милошевски. Е државно и не остане такво. Јас една работа само ќе ви споменам. Јас бев, не знам дали имало и предходни, министерот кој што ја покани вашата министерка Илинка Митрева пред самитот на НАТО да одиме заедно во посета на Париз. Да направиме заедничка посета за да кажеме дека ние заедно како министер од власта. Доцна беше тогаш. Не. Јас имав комуникација со сите нив и имавме одличен настап, бидејќи ние знаевме дека блокадата за НАТО дојде вербално од Атина,
а суштински од Париз. Го направивме нашиот, јас скромно дадов мој обид. Толку го испофаливте председателот Иванов, добро е заради вашето влијание што го имате како искусен пратеник и политичар, бевте 5 години министер за надворешни работи, да сугерирате јавно дека е многу битно во овие моменти Република Македонија да има представници на највисоко ниво во клучните дипломатско-конзуларни представништва. И ова инетење мора да престане. И вие имавте погрешни информации заради партизираната дипломатија и на моje прашање се сеќавам околу евентуалното грчко вето, не бевте убеден, ги немавте вистинските информации, велите тоа е како да имаш нуклеарно оружје, никој пат нема да го притиснеш. Но го искористи тоа копче. Јас се надам... Затоа не сме сега достанеме заради нефункционирањето на кохабитацијата, осакатени со информации кои може да бидат многу корисни. Главен... И јас, бидејќи вие сте нуделе таа соработка. И сега веројатно некој ќе требаше да отиде во Париз и во Хаг и во Амстердам да работи малку повеќе. Такво е уставниот поредок. Главен чинител во државата, главен актер со најголем капацитет е владата. Тие се лидери, на нив е одговорноста да подадат рака, да најдат начин да имаат кохабитација со председателот и да најдат начин опозицијата да ја почитуваат, а не да ја репресираат. Се надам дека до тоа ќе дојде, затоа што навистина се оваа година е многу битна за Македонија. Ви благодарам и на двајцата што бевте мои гости, уживав во дебатата и морам да признам дека вечера најмалку прашање поставав затоа што имав одлични соговорници. Ни претпоставувавме. Да, за крај го имаме интервјуто на господинот Вајгл со мојата колешка Марија Девитарова, која денеска разговараше со него во Брисел и тој ја изрази разочараноста зашто Македонија не успее да добие нешто повеќе на овој самит. Да го погледнете за крај, а ние се одјавуваме. Господине Вајгл, добре дојдовте на ова интервју. Вчера им напишавте писмо на вашите колеги пратеници, во кое кажавте дека сте разочаран од условениот датум за преговори за Македонија и што всушност Македонија и Албанија се ставија во ист пакет во заклучоците на Министерскиот совет. Очекувавте повеќе од ова? Јас сам очекивао да ќе бити одреđен датум за почетак преговора још у овој години. И мислим да nije било никаквog stvarnog razloga da to tako ne bude. Razlog je više u jednoj opštoj situaciji u Evropskoj uniji u ovom trenutku, gdje se vrlo teško postiže saglasnost o nekim strateškim stvarima. Ja naravno smatram da je početak pregovora i otvaranje realne evropske perspektive za Makedoniju strateška odluka i žao mi je što su neki od toga napravili gotovo pragmatičnu odluku, tako reći dnevno političku odluku za neke države. Zato sam kao zagovornik toga da se Makedoniju konačno primi u ciklus realnih priprema za članstvo, zato sam naravno bio razočaran i još danas mislim da se moglo doneti drugačiju odluku. Međutim, odmah moram da kažem da je ipak odluka Saveta ministara, treba je čitati kao priznanje Makedoniji, kao želju da se doduše malo kasnije, ali ipak otvori ta realna perspektiva i da se vreme do početka stvarnih pregovora za sada utvrđenih za iduću godinu, da se to vreme iskoristi za one faze približavanja Evropskoj uniji kroz koje su sve države koje su sada nove u Evropskoj uniji, uključujući moju zemlju Sloveniju, morale proći. Tako da to vreme neće biti izgubljeno ako se stvarno u Makedoniji svi politički igrači, sve stranke, predsjednik države i ostali koncentriraju na ono što je evropski put i evropski projekt Makedonije. Makedonija tom odlukom, iako sam želio da je drugačije, nije izgubila ništa ako će dobro iskoristiti vreme koje predstoji za ove faze kroz koje mora proći, a
pre svega to je faza skrininga koja će početi odmah. Prema tome Makedonija je već na putu prema Evropskoj uniji. Токму така запиша и министрите во заклучокот дека е отворен патот кон преговори за Македонија и комесарот Хан исто така рече дека скринингот може да почнува веднаш. Сепак одложениот, односно условениот датум и одлагањето за јуни идната година го менува целиот контекст во Европската унија, имајќи предвид дека отворањето на преговори, доколку скринингот се покаже како позитивен, ќе биде дури по европските избори, кога не знаеме какво ќе биде расположението во Европскиот парламент, идната Европска комисија. Може ли да се искомплицираат работите во тој случај? Ja čvrsto verujem da ne. Ja mislim, čvrsto verujem u to da je ostvarena političko jedinstvo, da je konsenzus tu da se stvarni pregovori sa Makedonijom počnu iduće godine i mislim da je ta odluka neće zavisiti od novog sastava Europskog parlamenta. Znate, ipak u međunarodnoj politici obaveza je obaveza i u nacionalnim politikama trebalo bi tako da bude, da obaveza koju preuzme jedna vlada obavezuje i drugu vladu. Ovde mislite na ono što Македонија го има околу спроведувањето на договорот за името, колку тоа ќе зависи од референдумот и поделеноста во општеството? Da, ja mislim da je za Makedoniju danas ključno pitanje da se zaista ostvari ono što su svi političari u vreme kada smo radili na Pržinskom sporazumu obećavali, da će sve svoje snage upotrebiti i mobilizirati za evropsku perspektivu Makedonije i da će staviti na stranu interese pojedinih partija i ideologija. Nažalost, to nemam dojam da se to ostvaruje, ta obaveza, i ne znam, želio bi i ovu priliku iskoristiti da kažem da sve stranke, posebno velike, a tu mislim posebno i na VMRO, treba da aktivno rade na tome da vaša zemlja, da Makedonija uđe u Evropsku uniju. Sad nije vreme da se izmišljaju neke prepreke tome ili neki razlozi da se širi neverica u to da li će Evropa da održi reč ili neće održati reč. Evropa će održati reč i treba raditi na tome da se ono što je označeno kao uslovno, da ne bude onaj uslov, neispunjeni uslov, razlog da nekome pa da kaže uslovi nisu ispunjeni. Prema tome treba ozbiljno prići reformama, onima koje su zacrtane u Pržinskom dogovoru i u dokumentu o reformskim prioritetima. Treba raditi na njima. Danas je bilo to teško, meni je jasno. Nakon promjene vlasti trebalo je mnogo stvari preurediti. Međutim, ja mislim da je sada vreme zaista da sve stranke rade na tome. Mi smo o tome razgovarali nedavno i na prvom zasedanju našeg Jean Monnet profila kad smo se našli u Ohridu. I tamo je bila jedna vrlo pozitivna atmosfera i mislim da je značajno da se to održi. Makedonija ne treba u ovom trenutku neku pesimističku, polemičku atmosferu. Ne treba tražiti dlaku u jajetu, nego se treba koncentrirati na ono što je danas i Europska unija, a i NATO vrlo ozbiljno shvatio. Makedonija treba podršku i treba joj omogućiti da ide napred. Практично, пораката до македонската влада е дека сега владата е на потек, бидејќи во условите што се запишани во заклучоците на Министерскиот совет, освен владењето на правото и реформата на јавната администрација и разузнавачките служби, пишува и судски завршници, судски одлуки за случаите со висок криминал и корупција. Jeste, to je zapisano, to ćemo mi zapisati u naš izveštaj. Mi sada ovih dana baš završavamo
završavamo prvi draft tog izveštaja. Zapravo smo čekali na rasplet koji je sada poznat oko toga kada će početi i na koji način pregovori. Međutim, te prioritete su jedinstvene. Svi u Europskoj uniji, u svim institucijama ocjenjujemo stvari koje su u Makedoniji. One koje su dobre ocjenjujemo kao dobre i pozitivne, i to ne samo one koje su ostvarene u mandatu sadašnje vlade, nego i ranije. Ja uvijek kada govorim sa makedonskim političarima ističem, ne treba činiti dojam kao da onaj dan kad smo mi došli na scenu početak svega. Makedonija je bila više od 10 godina vodeća država kandidatka u regiji i treba priznati to da je to bio rezultat i rada i saradnje svih političkih snaga u Makedoniji. Tako treba nastaviti i dalje. Zato, opet ponavljam, potrebna je saradnja vlade i opozicije. Treba imati snažnu i aktivnu opoziciju, ali treba imati fair i odgovorne odnose u korist budućnosti Makedonije. Gospodine Weigl, vi благодарам за разговор.